Виница за секојаш ќе каже крај на проблемите со водоснабдувањето. Наскоро ќе започне да се гради нов цевковод во должина од 4 километри и мини акумулација на Градечка река. Реализацијата на проектот општината ќе ја направи преку јавно-приватно партнерство. На наша среќа појави се инвеститор кој сака да инвестира во овој проект. И ни помалку ни повеќе околу 3 милиона евра е првичната пресметка дека ќе кошта овој проект. За да не се дава политички акцент на еден ваков значен проект за општина Виница. Значи тука симо ги наброја бенефитите што ги има општината, а бенефит број еден е водоснабдувањето. Значи трајно го решаваме проблемот со водоснабдувањето на општината. Освен трајното решение на виничани со водата за пиење, ова ќе значи и крај на земјоделските маки. И во летниот период кога најмногу ќе им треба водата на овие земјоделци за да си наводнуваат своите земјоделски површини, ќе има доволни количини на вода која што ќе може да се користи за наводнување и се разбира ќе бидат задоволни и тие и може да очекуваат зголемени приноси на своите земјоделски површини. Во склоп на проектот ќе се гради и мала хидроелектрична централа, од која освен инвеститорот, кориски има и виничкото јавно предпријатие. Ќе се изгради мала хидроелектрана во близина на филтер станицата кај местото викано Дива Топола, со што ќе се произведува електрична енергија и дел од, да кажем, од заработката, кој што ќе се врши преку хидроцентралата, ќе припадне секако и на јавното предпријатие Солидарност Виница, со што ќе можеме да си плаќаме сметките за струја кои што трошиме за производството на водата. Виничките советници на последната седница дадоа зелено светло за започнување на постапката за доделување договор за јавно-приватно партнерство. Јавниот повик ќе биде објавен наскоро и ќе трае 30 дена од денот на објавувањето.